Членовите на Сдруженијето на граѓани, почитувачи на ликот и делото на некогашниот југословенски претседател Јосип Броз Тито, не го заборавија и овој 4 јули, датумот што во поранешната заедничка држава Југославија се одбележуваше како Ден на борецот. Скромно и достоинствено се собраа пред споменобележето од Народно-ослободителната војна на првоборците од Кочанскиот крај, за да им оддадат едноминутна почит и да положат букети свежо цвеќе. Членовите на Сдруженијето рекоа дека за нив ова е голем ден и традиционално го слават како празник што не треба да се заборави. На тој ден, 1941 година, Политбирото на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија во Белград донесе одлука за отпочнување со оружена борба против окупаторите на Југославија. И веднаш потоа и почна востанијата да се креваат по републиките во Југославија. По тој повод, ние, Сдруженијето на граѓани Јосип Броз Тито од Кочани, се собравме да оддадеме почит на борците кои што за нашата слобода денес во која ние живееме и уживаме, ги дадоа и своите животи. Трендов рече дека тие како здружение располагаат со скромни финансиски можности, што ги обезбедуваат од сопствен буџет преку членарина и минимални донации, поради што не можат да организираат и поголеми прослави. Сепак за нив и ова е доволно да ги одбележат светлите датуми од историјата како основа за создавање на денешната самостојна држава Македонија. Редовните активности на кочанските титовисти и известувањата за нив во медиумите, според првиот човек на здружението, влијаело на заинтересираноста и на други граѓани да се зачленат во ова здружение.